Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова е една мала проба за нешто што ќе правиме во иднина. Нашата парола пред се ќе биде она што е позната на секого, а таа парола сите вие знаете, и таа е живот за секого. Како најпрво ве замолувам, покрај сето она што го правевме, во поглед на промените во Македонија и незаинтересираноста од неповиканите, на мојот профил повеќе нема да има политика. Политиката ја оставам на оние политичарите, а исто така на мојот профил во иднина и нема да толерираме негативци. Зошто? Затоа што улогата на нашата ДНК е најбитна за нашите клетки, затоа што истите тие добиваат инструкции од неизе. Кога нашата ДНК е разнебитена, е дисбалансирана, нашите клетки добиваат погрешни инструкции од нашата ДНК. Мојата цел во иднина ќе биде да го докажам сето она што овие 20 години го истражував и пред се во поглед на живот на секого. Уште еднаш ве замолувам, политика на мојот профил не сакам да видам, бидејќи сите вие сте мои сведоци за се што направивме, за се што покренавме и во поглед на сето тоа како ни вратија најповиканите. Значи, воопшто не ме интересира она што доаѓа на политички план. Ќе си ја гледам мојата работа, како што сите вие си ја гледате вашата работа и ви е приоритет, и потпуно се согласувам со сето тоа, бидејќи молкот од најповиканите за се што направивме, за се што објавивме, го оставам на Бог. Бог е тој што ќе одлучува понатака и што ќе прави со Македонија, а вас ќе ве замолам да не ми поставувате глупи прашања, затоа што оно што доаѓа не е само резултат на Бог, туку е резултат и на самите нас. Бидејќи ние не знаевме како животот на специализираните клетки наликува на живот во затвор поради дисбалансирањето на ДНК-та и поради тоа што тие немат слобода и секоја клетка во тој момент седи гладко и ако некој почне да отстапува од програмата,
веднаш започнува создавањето на болестите на нашиот организам. Тука морам да напоменам дека нивната битка е емоционално да не повредат што повеќе и повеќе. Депресиите секако, стресот и сето оно што го прават, тие го прават во интерес на уништување на нашата ДНК. Затоа сите заедно започнуваме нова кампања каде што нема да има политичка определеност, нема да има религиозна определеност, бидејќи сите оние кои што ги добиваат услугите од Владо Павлов и од Феникс и од Агапи не се двојат и ние не ги двоеме по политичка определеност, а не ги двоеме и по религиозна определеност. Така ќе продолжиме посилно и ќе докажеме дека она што Владо Павлов го истражувал, што го има увидено од безброј наши пријатели и илјадници кои што поминуваа сиве овие години преку Агапи и преку Феникс МК Оргон или претходно МАК Оргон, и сето оно што го имам како доказ ќе ви го представувам, бидејќи оно што доаѓа мораме да го преблодиме со поголем имунитет и мораме да го преблодиме со зачувувањето на нашата ДНК. А тоа ќе го направиме само со нашите докажани действија, каде што на некого навистина му сметат, а и не знам во нашава Македонија што не смета, и не знам колку и да се бори за нешто, а да помине без да му смета на некого, тоа е невозможно. Морам да признам дека овие 2 децении поминаа многумина покрај Владо Павлов и сите оние кои што денес не ги мразам, а не контактирам со нив, е поради злоупотреба на сето оно што јас го правав децении уназад. Злоупотреба која што на материјална основа тие ќе би се нафатирале. Владо Павлов нема да биде жртвено јагне. Владо Павлов ќе продолжи со поголем интензитет во поглед на науката. Затоа што јас сум најголемиот посветеник на веронауката, затоа што верувам во науката. И сето тоа не го правам како што го прават масоните во црна мантија, со замаглувањето на вистината, туку сето тоа го правам со митологијата, нели, од нив, да ја представиме практично. Така и првото основно божество етерот, повеќе од 2 децении ви го представувам, и каде што
од почетокот на создавањето на животот на земјата, па се до ден денес, па и денес и во иднина, животот не може да постои без негативниот јон. Или етерот, каде што рајската градина од Библијата или од масоните во црна мантија кои што ја замаглуваат вистината, го представуваат токму животот во нејзе со помош на етерот и со помош на негативниот јон. А замаглувањето доаѓа преку змија, јаболко, касното, некасното и така натаму и така натаму. Тоа значи дека торзото или јаболкото од рајската градина всушност го представува магнетното поле или ни го представува сударот на катионите и анионите, т.е. на позитивните и негативните јони, и истите тие со помош на овој судар доаѓа до создавање на магнетно поле или на електроцитет, кој што има заштитна улога на сите оние кои што ги имаат нашите услуги. Така да, ние и понатаму ги се бориме против бунтовничките клетки, кои што се уништуваат од клетките на имунолошкиот систем. Ние и понатаму ќе се бориме против тие кои што ги нарекуваат клетки убийци, или откако однадвор добиле сигнал поради дисбалансираната ДНК, која што може да заврши со самоубиство на самата клетка. Класичната медицина, сакала да прифати или не, мора да работи на регенерирањето на нашата ДНК. И еве уште денес ви велам, иднината ќе биде зацртана со две работи, со две страни. Една страна каде што ќе научиме како да ја регенерираме ДНК-та, и една страна поради оксидативниот стрес, емоционалната повреденост, депресијата, стресот, радиоактивното зрачење и така натаму на дисбалансирање на нашата ДНК. Вие што ќе одлучите? Тоа е ваше право. Дали ќе ја одлучите десната страна на регенерирање на ДНК или ќе продолжите да живеете со дисбалансирана ДНК, е ваш проблем. Ја тука не можам да се мешам повеќе ништо, исто како што веќе не можам да се мешам во поглед на македонизамот, бидејќи имам многу кажано, имам многу напишано, во поглед на добробит на нашето општество, исто така нема да се мешам, бидејќи политиката воопшто не ме интересира. Едноставно, не го очекувајте Владо Павлов на избори, затоа што имам многу побитни работи во животот, отколку да работам на некои работи кои што гледам немаат никаков позитивен елемент. Да кажеш на некого да пусти скенери на одредено место
Каде Владо Павлов дошол до цврсти докази дека е гробот на Филип Македонецот. И да имаме молк од сите македонци во целиот свет. Да имаме молк од Чоколадо детенцето градоначалникот на Кочани. Да имаме молк од премиерот на Македонија. Да имаме молк од опозицијата. Да имаме молк од сите нив. А многу лесно е. Или они ги поставиле скенерите и виделе дека Владо Павлов е во право, па затоа полесно им е со фараонот Кочански да ги уништуваат со изградба на стамбени комплекси, а се со една цел да не воскресне Македонија. Затоа се повлекувам, македонци мои, и оставам на Бог. Кочанчани, нема да се чудите ако Алекс еден ден го видиме во Стришани. Бидејќи вие се мешате во работите на Бог. И затоа одлучив да оставам се на Бог. А да си ја гледам мојата работа во поглед на сите оние кои што сакаме да го преживееме големиот крст или зголеменото канцерогенно озрачење од алконе во периодот на змијата кога ќе јаде својата опашка или во периодот кога ќе се заврши еден циклус на поминувањето на нашиот сончев систем, меѓу кои на земјата низ прстените на алконе. Тука ми е многу побитно да продолжам и такви ќе бидат моите два профила, затоа што на стариот профил со 30.000, 5.000 нели членови и околу 25.000 кои што биле присутни на профилот, оние кои што се слуги на фараонот самопрогласен, го избриша, како што избриша и страни, и YouTube страни, и други страни кои што се поврзани со Владо Павлов, затоа што пала наредба Владо Павлов да биде избришен со гумичка. Затоа Владо Павлов таму повише нема да го гледате. Може би Бог вели така. Владо ти направи се што требаше, го виде твојот народ, ги виде твоите кочанчани, убаво е да живеат во сектата и остави на мене, бидејќи не можам да гледам низ каков пекол поминуваш поради она што го правиш за универзумот. Уште еднаш, кочанчани, да не ве чуди еден ден ако Алекс дојде во Стришани, а споменикот кој што нема ни Н буквата од НОП во Трговски. Еве ви тема на оговарање, тема на исмејување, поради кој што сум одлучил и донел одлука да си ја гледам мојата мисија во поглед на вашето здравје, во поглед на древната алтернативна медицина, наша македонска, од Филип, од Александар, во поглед на алкалната вода која што први ја промовиравме пред 10 години, каде што и први бевме, каде што први се спротиставивме на пластиката и веќе 13 до 15 години го промовираме стаклото. И навистина треба рестарт и во поглед на стаклото, затоа што немаме чисто стакло како некогаш што сме имале. И ова е со приноси на нафтената индустрија. Па и затоа некаде не можеме
да го направиме идентично исто како онаму каде што има 100% стакло. Иднината ќе го бара тоа од нас. Иднината нема да бара дали премиерот некогаш велел никогаш северна, само Македонија, останало само северна. Иднината ќе бара друго, македонци мои. Како да преживееме? Иднината ќе бара колективност, а не индивидуалност. Иднината ќе бара љубов, а не омрса. Иднината ќе бара многу работи, за кои што сите кои што не сме се смениле, тешко од последната во ова година крвава месечина да се смениме. Зато и кажав, сите оние кои што искористија претходната крвава месечина, со ова последната од ова година Бог ќе ударе по сите нив. Помнете и не заборавајте. Уште еднаш ви благодарам, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Ве молам, мојата одлука е индивидуална, затоа што не сакам повеќе политички да настапувам. Политиката не можам повеќе да ја поднесам и затоа ќе бидам настрана под истата таа, се додека не се јави маж во Македонија кој што ќе ја спроведе нашата иницијатива или Павловата идеја за електронски попис на сите македонци во целиот свет. Дотогаш Павлов ќе ја гледа и ќе ја почитува алтернативната медицина на нашите древни македонски цареви, каде што и самиот Кутлеш ни го покажува синот на мајката, на големата мајка, на јадрото земјино кое се избавувало и за кое што ги имаме денес озонските дупки. Земската цивилизација градела пирамиди оргонски, за да може да помогне на големата мајка, тоест на земјата, која што е еден голем орган, како и самите ние, луѓето, исто така представуваме орган. Кој разбрал, разбрал, кој не може посилно да води инает, може посилно со фаронот Кочански да напаѓа по Владо Павлов, затоа што Владо Павлов им е крив на сите нив, поради тоа што не дозволува резонантната кутија или музичката кутија да му припадне на фаронот Кочански, кој што има за цел истата таа да ја злоупотребува и поради кој што покрај другите фингирани сценарија кон Владо Павлов, во поглед на алтернативната македонска древна медицина, со помош на Феникс, МК Оргон и со помош на Агапи центрите, еден од големите проблеми со кои што еден од најголемите проблеми е и ова резонантна кутија, која што на крајот ќе мора да го одработи своето, да го неутрализира лошото колку што може повеќе, на денот кога змијата ќе ја јаде својата опашка. Дали вие ќе ме разберете или не, тоа е ваше право. Јас не ви наоѓам мана ништо на никого, не наоѓам мана и на сите оние кои што биле против Владо Павлов, најмако му наоѓам мана и на фаронот Кочански, затоа што знам што го очекува и нека му е Бог на помош, бидејќи
ова зло дело големо мора да го помине со објавување на се што правил, а неговото его, како фараон Кочански, дали ме знаете вие кој сум јас, кој си ти, повеќе нема да фигурира пред Бог, затоа што фараон Кочански самопрогласен, не знам дали Бог те гледа и преку микроскоп. Од толку што ти се правиш голем во Кочани. Нашиот тим и Народното собрание ги знае сите твои злодела. Од 94-та до ден денес што е правено со Кочани. И го ставаме тоа на Бог. Бог нека ти суди. И за инспекторот, и за луѓе кои што се горени, и за луѓе кои што се убивани, со помош на нивните домашни предавници. Јас не сум Бог, морам да го пренесам ова, а другото станува на Бог. Фараон Кочански не му го прави тоа на Владо Павлов, што не сакаш на твоето синче, на тебе и на твојата фамилија да го прават. Пренесете му слободно. А вие кој што ви испратил, фараонот Кочански, да ми пишувате од Кочани во порака и да ме подпрашувате кој е фараонот, поздравете го и кажете му одамна заврши времето на владение на Рим и на Понтије Пилат, кој што е тука, а на 2 август реинкарнираниот Понтије Пилат, како што најави Владо Павлов, ја осети Божјата десница и докажа дека Македонија треба да има земски и небесен крал, а не крал по принципот на реинкарнираниот Понтије Пилат, најдобар другар на фараонот Кочански, кој што уништуваат се што е македонско во интерес да остане југословенизамот, во интерес да се уништи македонизамот. Јас не знам некој Бог кој што го носи името Југословен, не знам некој Бог кој што го носи името Тито, ама знам повеќе богови од Македонија. Тој е Македон, тој е Александар Македонски, тој е Исус. И колку да вие го исмејувате, вие на кои што ви ги остави овие 2000 години со право, поради гревот наш македонски, се до неговото второ доаѓање и се додека македонците не го препознаат Месијата, ќе живеат во лавиринтот на Минотаурот. Тоест, на Молохот, каде што во дадени моменти, кога се со Молохот, има и работи кои што ми се гнасни да ги кажем. Грешката македонска, поради кој што имавме карма толку милениуми, е поради почита на Молохот, на оној кој што му се даваат и човечки жртви, испечени и отровени дечиња. Цели 2000 години.
истото она што денеска се прави во Бела Палестина и Бела Македонија. Дали ќе продолжите вие македонци со молохот или не, е ваше право. Јас знам на која страна сум и таму ќе останам. Таа страна вели, продолжи со поддршката на она што значи живот на секого и биди настрана од сите случувања, затоа што јас со својата Божја десница ќе одлучам што треба да правам со мојот народ, кој што не ме сака и кој што се тргнал од мене и застанал со молохот, со бикот. Тоест, застанал со петата легија наречена Македоника, која што до ден денес владее со Македонија и со Балканот. Следете го профилот на Владо Павлов, има многу работи кои што ќе ви ги доставам во поглед на вашето здравје и ве молам вие преку 300.000 кои што ја консумирате алкалната вода, направете една мала пресметка колку имате привилегии и на духовно и на материјално. Колку сте заштедиле и тие пари сте ги пренасочиле на друго место и колку сте добиле живот. За да дојдете до заклучок дека каде да чепнете во било кој поглед сегде Владо Павлов смета на сектата. Ама и сектата смета на Владо Павлов и на Бог. Ве сакам сите, Македонија е се што имаме, јас сум македонец и ќе докажам дека иднината треба да биде најлесна за македонците кои што си ја сакат Македонија, а не како до ден денес во Македонија подобро ќе живееш и на никого нема да сметаш ако си албански македонец, ако си српски македонец, ако си грчки македонец, грковлах, ако си бугарски македонец и така натака и така натака. Само ако си македонец без епитети бугарски, грчки, грковлах, албански, српски, ти ќе се мачеш во Македонија. Јас се борам приоритет да биде македонецот во Македонија и ова што го правам со науката, кој што моето дело е загушено да не излегне надвор од Македонија. Затоа што ова е македонско дело на нашите предци и е дело за Нобелова награда. А не да го ставате Владо Павлов на животина. Само затоа што ја сака Македонија и затоа што е посветеник на веронауката, со факти, аргументи и практично докажани, а не тоа како што ви го прават масоните во црна мантија, каде што не има и на она што палите, каде што светјата го символизира животот и таа гори, се додека има кислород, како и човекот. Вие продолжите да си го горете кислородот за оние масони во црна мантија кои што ја маскирале вистината. Да, јас сум посветеник голем на веронауката, затоа што верувам во науката и затоа што ви докажувам
во бесплатната Теслина енергија. А тоа значи дека постои Божјата честичка. Следете го профилот на Владо Павлов, ќе биде малку поотворен од сето оно што го правев зад скриено овие 20 години, и тоа со право, поради сите оние кои што поминаа и одработуваа за Молохот и беа блиски наши соработници. Кои се тие? Оние кои што не се со нас. Оние кои што не се со Владо Павлов. Од домашните па до надворешните ги знаете сите. Да живее Македонија, да живее змионосецот, кој што во самата бакрна книга, која што го символизира гробот на Александар, клучот е во устата на змијата. А тоа значи дека клучот е во оргонската енергија, во прана енергијата и во енергијата на животот. Или клучот е во искрената, чиста љубов. Да живее Македонија, земјата од каде што почнала искрената, чиста љубов, и земјата каде што повторно ќе започне, бидејќи Рим истата таа ја распнал. На сметка на оргиите од Калигула и на сметка на разнебитувањето на нашите извори на жива вода. И затоа битката на Рим и на масоните во црна мантија и на фараоните самопрогласени во сите градови во Македонија е да бидат присвоени овие извори на жива вода, а истите тие да ја злоупотребуваат. Сите наши древни македонски храмови биле на извор на жива вода. И биле природни центри за самоизликување. Со помош на таа животна органска енергија, со помош на искрената и чиста љубов. А денес погледнете што се прави позади тие затворени врати на тие големи манастири. И ќе дојдете до заклучок дека водата е живот, дека таа е првата прима материја од кој што настанал животот, и каде што ако испраќаме нашата молба до универзумот, таа ќе ни се врате уште побрзо. И затоа изворот на жива вода, врз кој стоеле нашите древни храмови, се здравје, среќа, љубов, мир и хармонија. А онаму каде што нема извор на жива вода и врз кој не е изграден храм, имаме смрт, беда, сиромаштија, омраза и војна. Затоа што спроводникот го нема, а тоа е живата вода. Бог ќе се врати, а веќе реагира да се вратат сите наши вистински храмови од оние кои што ги киднапирале, од оние кои што ја злоупотребуваат чистата љубов, искрена, и кои што се масони во црна мантија.
и ќе ја врати повторно на народот. Затоа што силата на змијоносецот е веќе присутна на земјата и тука во Македонија. Да живее Македонија! Следете го профилот на Владо Павлов. Во иднина ќе ви ја представим и веб страната, каде што ќе има многу нови производи. Честитки за Скопје. Имаме уште неколку денови да се префрлиме на нова локација, со нова енергија, со нови производи и бидете љубов. Стресот и депресијата нема да ви помогнат. Љубомората, егоизмот, себичноста ќе ве води во создавање на канцерогени клетки. Сакајте верујте, сакајте ич не верујте. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за вистината на алтернативната медицина македонска, без политика на мојот профил. И уште еднаш, ова е лично мое, индивидуално, дека не сакам повеќе, се додека нема електронски попис на сите македонци во целиот свет, се додека не се јави маж што ќе го спроведи, да излегувам на избори. Да живее Македонија!